Почитувани мој, добар ден, го гледате најновото издание на Црвена линија. Првиот човек вчера доби имплант, Neuralink, напиша вака Илон Маск на платформата X и првите податоци добиени за работата на уредот покажуваат ветувачки резултати. Со новиот уред, кој се нарекува телепатија и дека на собственикот му дава можност да контролира паметен телефон или компјутер користејќи ја моќта на мислата и дека првенствено е создаден за луѓе кои ја изгубиле способноста да ги користат своите екстремитети. Од друга страна, невролозите се загрижени за плановите на милиардерот. Загрижени се за литиумската батерија, можноста за мигрирање на жеците во мозокот и предизвикот за безбедно отстранување на уредот без оштетување на мозокот. Илон Маск борува за хуманост и победа на некои неизлечиви болести. Шизофренија, депресија, аутизам, гојазност, а невролозите се загрижени за плановите на милиардерот, а најмногу за правилното користење на имплантите. Дали вградувањето на имплантите може да се контролира и да остане во рамките на медицината? Ова е едно од прашањата кои што ги подготвивме денес за вас. Меѓу другото, имаме и други прашања. Дали е ова само според вас почеток на чипирање на луѓето? Ке се искористи ли имплантот за манипулирање со човекот? И дали ја оправдувате работата на милиардерот Илон Маск? Ке се појави ли вградување на импланти и на црно? А сега коно што го имаме на Инстаграм, наведува да ве подсетиме дека е доволно да не заследите таму и доколку кликнете на Instagram Story да дадете удел во, се разбира, нашите црвенолиниски анкети. Значи, прашањето за денес на Instagram Story гласи: дали би дозволиле да ви се вгради имплант? Имате едноставни опции за одговор: да под А, не под Б. Кој е вашиот одговор? Кликнете и не заборавајте, резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Меѓу другото, продолжете со коментари, онака како што редовно секојдневно го правите. Тоа е и на Facebook, нашиот профил останува Црвена линија, но темата е објавена и на профилот на Телма телевизија, се разбира, каде што можете многу и да се информирате, меѓу другото за нашите содржини на Телма телевизија, но и за темите за кои што говориме токму со вас во Црвена линија. Па имаме доста прашања и верувам дека напредокот на технологијата почнува да создава простор да поставуваме токму вакви прашања, какви што и подготвивме денес во Црвена линија на 02-307-0005. Верувам дека го имаме и првиот гледач за Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ве слушам. Да, добар ден и еве со вас ке стартуваме во ова издание на Црвена линија. Па еве, дали сметате дека ова е само почеток на чипувањето на луѓето? Да. Да. Да, ве слушаме, имате време, еве, што ќе кажете во однос на ова? Меѓутоа, не мора нас македонците да не чипираат. Ние сме чипирани веќе. Во кој смисол? Се што ни сервират оваа влада во овие 7 години, не дека другата била подобра, имам то кажано, дека однатре е историја Македонија. Овој народ е чипиран. Абе, да го тепаш со стап, тој нема да излези на улица да се спротистави на сите овие неправилности. Дали му зборувале албански, дали онкологија пропаѓа, дали пошта пропаѓа, дали мана пропаѓа, железница пропаѓа. Ние сме чипирани, бре луѓе. Само ми е жал што треба, нека ме слушат цел народ, да чекаме 100 години да се роди некој нов Гоце Делчев или Тито, да ни дај држава која ќе ја продајме пак. Нажалост, ова е вистината. Не мораме чипирани да бидеме. Ние сме чипирани, точно има една изрека, ако сакаш да преминиш 200 овци преку река, ја фрлаш првата и сите понезада. Дали вие би дозволиле да ви се вгради имплант? Не би дозволил, јас би
не би дозволил. Не би дозволил. Меѓутоа, јас кажав, ние сите во Македонија сме чипирани да мислиме како што мислат овие што не крадат. Толку. Добро, благодарам многу, еве, со оглед на тоа што еве со вас стартувавме во ово издание на Црвена линија, но така нареченото чипирање, односно вградување на имплант и се со цел се разбира да се достигне огромен напредок во медицината, стана од овој момент и реалност. Па токму поради тоа, еве со вас сакаме токму во ово издание на Црвена линија да проговориме за овие новитети кои што му се случуваат на човештвото генерално. Добар ден! Ајде, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав до тебе, до цела екипа, до сите слушатели на сите телевизии што се јавуваат, нека е напомош денешниот ден. Нека е за многу години. Посем се чудиме човечанството како се искоручило, па како се појавила короната, како се појавило други болести, па како се појавиле земјотресите, па како се појавиле цунамито. Не ме чуди мене, не ме чуди. Ние, човечанството, за цел народ, ја изгубивме вербата во Исус Христос, во Господ. Затоа вакви работи не се случуваат. Не е чудо. Тие пари што има тој Мас, тој и други трети, ќе бројам тие мултимилиардери, што нема да измислат? Што нема да измислат? Но факт е дека медицината низ вековите и напредуваше токму со иновации. Медицината за добри цели да се најдат чаре за ако има може нешто врска со гладночења на српски збор во Африка. Колку народ, значи од 8 милиарди, колку по статистика 4 милиарди страдаат од глад. Кај ќе тие тука да придонесат да дадат пара? Како можеш Израел од пустелија да направи жито и све и свашта? Зашто во Африка тие богаташи место да му текнало ќе оди на свемир таму во Вселената да прави екскурзии или масови типови? Зашто не направи човечанството во Африка? Што уште гладуваат? А што прави, ќе ме прашате дали би... Знаеш, ако е без пари, ќе одам во Америка, нека ми стават ким. Зашто да не? Што? Благодарам многу ви што ги дадовте вашите одговори. Продолжуваме сега со оваа дискусија со останатите гледачи. Добар ден за следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден, ако може малку погласно. Добар ден со гледач. Добар ден, секој е добро. Па ви се чини ли дека ваквото вградување на имплантите може да се контролира и да остане во рамките на медицината? Добро, медицината напредува. Иначе, за вградување импланти кај луѓето, македонците многу се напред. Кај нас се вика нотарски импланти. Тие нотарски импланти му се ставаат на луѓето, одат на нотар, подпишуваат и некој ги командува од страна. Се имплантот не е ставен кај нив во мозокот, од некој центар се командува. И тие се импланти. Иначе јас лично, ја би сакал импланти мене да ми се гради. Меѓутоа, тој имплант да се вика новчаник или во новчаникот нешто. Таков имплант многу сакам јас да имам. Инаку некој што спомна дека Исус Христос никој не верува во она, па Исус Христос, пред Исус Христос имало земјотреси, вулкани, после тоа медицината напредува, човештвото напредува. Меѓутоа, во кој смисол напредува? Дали оние напредни работи се користат за доброто на човештвото или за уназадување? Во тој смисол е дилемата моја. Ако се користат за напредок на човештвото, за се подобро да биде во ред. Меѓутоа, кај што велат србите, пара оќе где бургија неќе. Значи, кај што има пара, Бога ми не се бара ни лек, ни прелек, само пара да се добие. Благодарам и пријатно. Благодарам многу, ви велиме и ние сега кога останете и понатаму со Црвена линија за да слушнете какви други одговори ќе дадат останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме. Телефонот звони, што значи ново. Добар ден. Добар ден. Добро, најверојатно имав таков печаток дека телефонот звони и верувам дека ќе го намалите и тонот на телевизорот. Ова особено важи за оние кои што допрва ќе се вклучат и за прв пат во Црвена линија. Сега кои да не се зборува преку интерфон, бидејќи квалитетот на звукот станува полош, па не можеме добро да ве слушнеме. Продолжуваме со вас уште едно. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, Љупчо?
Видите, на мојата филозофија дека американците за сега не снимеле филм за нешто што нема да се случи, со ова се покажува точна. 91 година го снимиле филмот каде што во последната сцена терористот им се заканува на кулите близначки кои паѓаат после 10 години. Со Дастин Хофман е снимен филмот Епидемија, каде што асоцира за ширење на силата. И сега видите, ги имаме Совршен војник и ги имаме Робокап филмовите снимени пред, да не кажам, 10-15 години и денеска го добиваме имплантот во мозокот. Во последно време и Симпсонови се многу популарни како прогнозери. Ја би поише зашто ме асоцира на кај ќе оди ова. Значи, беше најавено дека ќе се прават импланти во мозоците на луѓето, таму се користева починати луѓе, каде што им се вградуваа машини или импланти во кои се користева само делови од, да кажеме, од телото, тоест мозокот, а сето друго беше машина и кој едноставно преку други машини, компјутери беа контролирани. Сега го добивате ова. Имплант во жив човек, фактички го правите оној филмот Совршен војник, каде што вие преку тој имплант него му давате директиви што треба тој да прави, да заборави, му бришете меморија и се останато. Мислите дека апсолутно се ова ќе биде искористено за манипулирање во човештвото? Сигурно. Дури мислам сега ќе оди во таа насока развивање во војни цели, бидејќи ние италијаните 90 секунди е време траењето, но гледачот тоа го знае, така да знае дека може и повторно, нели, да го заврти нашиот број. Секако, за оние кои што долги години, оние кои што го владеат Твитер, знаат дека токму милиардерот Илон Маск е оној кој што го купи Твитер и го преименува во X. Секако не има и на X како црвена линија, каде што објавуваме темата и каде што можете да дадете коментари токму за она за што денес зборуваме. Но и компанијата која што всушност го создаде овој прв имплант вметнат во мозокот на првиот пациент, кој што е, ќе напоменеме, без екстремитети, се со цел да се овозможи подобар квалитет на живењето на пациентите со тешките случаи. Секако доколку кликнете на платформата X и на Neuralink профилот, ќе можете секако да видите и нивната објава каде што, јас секако и ќе ви демонстрирам за да можете да видите како изгледа тоа, каде што е дадена всушност најавата, каде што може преку видео да се види како изгледало и истражувањето, односно токму ова долго очекувана, можеме слободно да кажеме, најава, но сега веќе и реализација на вметнување на имплант. Како и да е, првиот човек вчера веќе доби имплант, Neuralink се исклучително горди на оваа иновација, која што представува според нив и вистинска револуција во медицината. Како и да е, новиот уред се нарекува телепатија и всушност на собственикот на уредот му дава можност да контролира токму со мислата или телепатски, паметен телефон или компјутер користејќи ќе повториме моќта на мислата. И првенствено ваквиот уред е создаден за луѓе кои ја изгубиле способноста да си ги користат своите екстремитети. Ајде да видиме што мислите вие, како го коментирате овој револуционерен чин во човештвото. Добар ден. Добар ден, Билјано Дох, тако сум ја на линија. Да, вие сте повелете, па и како ги коментирате овие? Јас ќе го поздравам овој случај затоа што техниката оди напред и ние треба да очекуваме уште многу други средства кои ќе му помогнат на човекот да си го подобри животот. Но ние не сме толку стручни да можеме да го до крај искоментираме ово, но само ќе го поздравиме. Ние не бараме секако да го објаснувате на кој принцип функционира. Сметате ли дека ќе се користи за манипулирање во човештвото? Вака, секогаш има манипулации, постои можност да се изманипулира, значи ќе се најде некој да изманипулира. Ние сме такви макери, не само македонците, цел свет е така, некој, да речеме, тој што треба да го прими имплантот, можда не може сам да одлучи. Значи некој друг ќе одлучи за него дали да го прими имплантот или да не го прими. Меѓутоа, ние само можеме да помогнеме. Ако треба, да речеме,
да го советуваме дека треба да го прими имплантот и ми се чини дека тоа ќе биде голем успех за науката и за човештвото. Затоа што на тој начин, да речеме, рековте дека за екстремитетите некој не може да оди, ќе може сега да оди. Некој не ќе може рака да мрдне, ќе може да се храни со таа рака. Значи, фактички, ова не е да го кудиме, да го некого навредуваме, но треба да го поздравиме и да му кажеме добре дојде. Затоа што за тоа е сега, ако некој го злоупотребува, Ке подсетам само внимавајте на тајмерот и сега кој е гледачот кој што рече дека гледачите не се тие кои што треба нели стручно да го објаснуваат овој уред, ние воопшто и не бараме нели стручно толкување на уредот од вас, туку бараме како овој пат ќе кажам не само жители на Македонија, туку и на планетава, како ги коментирате овие новитети, нови изуми кои што треба да донесат целосна револуција, особено во медицината, со цел да го подобрат квалитетот на живеењето. Па дали сметате дека ваквите пронајдоци и револуционерни изуми можат понатаму во човештвото да бидат користени токму за манипулирање на истото? И дали вие лично би дозволиле да ви се вгради имплант? Добар ден. Добар ден. Секој е добро, повелете. Иван Андреевски на телефон. Повторете уште еднаш, ве молам. Иван Андреевски на телефон. Голем поздрав, Иван, до вас. Еве, како ги коментирате овие револуционерни пронајдоци во медицината? Еве, сега ти ви кажам. Една од најопасните работи што може на ова човечанство да му се догоди е ова што го направи господинот од Силиконска долина, од Калифорнија. Он сам то не може да го направи. Зад него стои држава. Пазете сега. Еден ден, та ќе биде сега моментално као полу, па ќе се стават импланти. И може да се да дојдеме кога тие импланти нас ќе не видат дека не сме способни за живење и ќе ни испотепа. Дали разбирате што ви кажувам? Ние полуинтелигенција имаме во секоја фабрика за автомобили. Ја 82 година во Анјели, во Фијат ги имам снимано, работат тие полуинтелигенција. Али да му ставите на мозокот кој е најголем компјутер, кој е недостижен, кој никој не може да го замине без разлика која интелигенција се ова тоа. Да му ставите имплант, па погредот то не постои. Вие знаете што правите? Мислам, не вие. Онај таму Лас Мас, како се вика, милиардеро. Си прави експерименти како Менгеле. Нема играчки тука. Така, благодарам многу еве што споделивте кој е вашето мислење во однос на темата за која што говориме. Токму со вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види дека Би дозволиле ли да ви се вгради имплант ако ви го олесни живеењето? па сега види дека скраја било ако човек има проблем со одземеност на нозете или рацете или нешто било што, или некој орган кој ќе биде стимулиран да работи подобро, да речеме како пейсмейкерот на срцето што го ставаат, тоа е имплант исто, само што не е у глава, него е у зона на срце, ама изиграва пак дел од мозокот. Пейсмейкерот е со замена за природниот пейсмейкер у главата што го имаме. Али би кажал онака, значи, да може да ми прави контрола или да ми врши појашување на мојата ментална моќ, тоа баш и не е здрава работа. Сметате дека ова повеќе ќе биде употребено за манипулирање во човештвото? Па, види, порано се представува сите успеси у медицина, у наука, у било што како успеси за добробит на човештвото. Па гледаме колку масакри се случија у меѓувреме од кога почна примената у војната индустрија, од тие исти добробити. Значи, бојни отрови и све останалото, сите тие работи, као научникот ги измислувал за да биде во добробит на човештвото, ама ете, нуклеарна енергија,
правиме централи, ова, она, ама испадна дека од нуклеарни, тот правиме нуклеарни бомби и тоа кои уништуваат пола градови, ако не и цели градишта од 20-30 милиони народ. Не се слагам со имплантот. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. До сега можевте да слушнете од гледачите кои што се вклучија во живо како го коментираат токму овој револуционерен не само пронедок, туку и веќе реална реализација која што, како што и самиот милиардер Елон Маск потенцира, ќе го олесни животот, особено на оние кои што немаат функција на своите екстремитети, но затоа нивните мисли ќе можат да бидат конектирани со компјутерот, со мобилниот телефон, се со цел, се разбира, да можат да функционираат. Но преку мисла, токму поради тоа овој процес го нарекуваат во неуралинк и телепатија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, госпоđa Тина. Па како сте ми, господине Златко? Добро, а вие како сте? Добро, еве со нетрпение очекуваме да слушаме дали еве како вие ги објаснувате овие новитети во човештвото. Тоа е госпоđa Тинче, најмодерната тема сте ставиле. Ние сме така родени македончињата со импланти, родени. Значи, главната сега поента на истокот, на далечниот исток, е Тајван, каде што има рудници за чипови. Значи, најбогата земја со чипови. И ако не е таа земја, ќе нема чипирање. Да, ова науката ќе се движи напред со голема брзина, со брзина на светлоста. Да, ние не можеме да го објасниме тоа, меѓутоа Силиконска долина и рамо Елмаси и така како се викаат тие стручњаци, тоа е културно наместено, дека така ќе биде со целиот свет во иднина. Ви благодарам, имајте убав ден. Благодарам многу и имајте и вие убав ден. Имавме и не целосно до 90 секунди одговор, но секако јасен и она што го мисли господинот Златко. Илон Маск на Твитер, јас секако ќе ви го прикажам неговата официјална објава на X всушност, бидејќи Илон Маск е и собственик на X, поранешен Твитер, кој што всушност самиот напишал дека овозможува контрола на вашиот телефон или компјутер и преку дека ваквиот уред ќе може да всушност овозможи контрола и на било кој друг уред, и тоа доволно само преку мисла. Она што Илон Маск секако го потенцира во она што го напишал на X како објава е самиот, вели, замислете доколку Стивен Хокинг, кој што комуницира побрзо од светлината, всушност е тој кој што може да го користи практично овој уред, и дека токму ваквиот уред кој што ќе овозможи телепатија на мислите на пациентот, особено ова важи за пациентите кои што немаат екстремитети, односно да се искористи целосно нивниот потенцијал и да им се олесни живењето. Па како ги коментирате овие изуми и секако ова што го направи револуционерно милиардерот Илон Маск? Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака сега, јас како ќе го искоментирам ова? Прво, кај нас ние уште не можеме леп да се најавиме, а не да правиме мозочни експерименти. Што се однесува до чипирањево, кај нас треба многу луѓе да се исчипираат. Повеќе од 1/3 во Македонија треба да им се стави чип и да размислуваат што прават. Или некој да ги управува од подалеку и да им каже: ало бре, дајте ми на луѓе во леп да јадат. Тоа е прво. Второ, јас реагирав пред некој ден, значи, за какво чипирање зборуваме? Тинексот овде во центар продава мартадела од лани и ти дава 100 грама плюс 100 грапи за да се купи побрзо.
за да не ја фрлат, нели? И после салмонели глупостите се појават. Човекот овде Карши Јосип Броз што спие на клупа цела зима, никој не го прибира. А ние зборуваме за наука. Па далеко сме ние. Далеко сме. И што се однесува за црниот пазар, први ќе бидеме тука. За црниот пазар не бива, него како. Бидете ми поздравени и убав ден. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Ке напоменам дека секако можете оваа дискусија да ја продолжите и да ја префрлите и по завршувањето на Црвена линија на Facebook. Потсетувам, нашиот профил е Црвена линија. Ке дадеме во моментот предност на гледачите кои што ќе ги вклучиме во живо, а потоа и ќе споделам дел од коментарите кои што веќе ги имаме на нашиот Facebook профил. Добар ден! Добар ден и убав ден. Најубав ден ви посакувам. Па и ви се чини дека ова е само почеток на чипување на луѓето? Токму така, Стина. Светот гази напред. Ние сме разочарани во Македонија. Сите знаеме што се дешава. Меѓутоа, Илон Макс, компанија која што се бави со овие изуми, со овие чипување за висок степен на интелигенција, вградување, сите ние немаме таа моќ, таа интелигенција, сина да збориме од човек во човек и не има недостатоци. Сега во медицински цели, во цели каде што има потреба човекот да го вградат, ќе вградат, не е тоа ништо. Сите си сносуваат одговорност во основу, врз основу на работата. Телепатијата знаеме што е телепатија. Тоа е, ние ја викаме Божја дарба. Од Бога е даруван тој, има таква моќ и готово. Сега тоа нешто го нема, ќе го добие со чип. Не е ништо тука. Кај нас е чудо, светско чудо, зашто ние сме Република Македонија. Ние гледаме само партиите, дали се гладни, се извинувам, или се најадени, дали оплачкани или не. А светот гази напред. Тоа значи и со вештачката интелигенција. Гледате ли во светот пилот, авион нема, пилот нема, авионот се вози. Со вештачка интелигенција. Таксисти нема. Во Лондон. Се е тоа напредок. Ама ние сме многу назад, за жал, господо. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Интересно е што генерално ни светот наназад години има наслови каде што токму се зборува за вградени импланти кои што наоѓаат своја примена исклучиво во медицината, односно да им помогнат на оние пациенти на кои што им се најнеопходни. Па еве и ќе ви покажам што наидовме, станува збор еве и за објава на BBC, која што иако насловот е на англиски, секако доволно е да го преведеме насловот, за да знаете дека веќе на 24 мај минатата година беше објавено дека мозочни импланти, всушност кои што се вградени, му помагаат на парализиран човек да проди повторно. Како и да е, она што во моментот е најактуелно, односно е објавата на милиардерот Илон Маск, кој што потврди дека неговата компанија Neuralink, односно е компанија која што овозможи вчера човек да добие имплант кој што преку телепатија ќе ги олесни неговите функции во животот, односно ова е особено барем на самиот почеток наменето токму за пациенти кои што ги изгубиле екстремитетите, како што и човекот кој што вчера му беше вграден ваков имплант. Па еве ве прашуваме денес дали сметате дека вградувањето на имплантите може да се контролира, односно да постои регулатива во однос на тоа и да остане стриктно во рамки на медицината или се тоа може понатаму да биде изманипулирано за други цели. Добар ден. Добар ден, Тина, на телефон Коста од Струмица. Така, малку погласно, Коста. Вградувањето на импланти не е добро. Тоа е од другата страна, од темната страна. Од Божјата страна, мислам, кој колку му е дадено, треба толку и да живее. Едно време, баба Вања, мислам, колку е преведувала и погодувала е многу. Јас гледам некои чудни работи,
мислам вечертата како ќе се легнем, ги гледам починатите луѓе, ги гледам некој како нешто друго мислам, а тоа него не мислам. Не знам да ти кажам некои чудни работи. Ајде кажете ми низ историјата и вековите токму оние кои што еве истражувале и наоѓале решенија во медицината, во тој момент биле третирани дури некои како вештери и секако не била добре дојдена таквата иновација. Мислите дека истото ќе се случува и сега? Ами јас ги гледам работите на другиот свет. Гледам што се починали некои 95 години, ги гледам како на 33 лицето им свете. Разговараме со некои чудни работи, ја гледам и Божјата убавина, што не може да се купе ништо. Овде земскиот живот скоро мина, мислам на другиот свет толку е убаво, толку, мислам, тие што се во рајот. Ја оправдувате ли работата на милиардерот Илон Маск? Това не го оправдувам, да ти кажам. Кој човечкиот живот е во Божји раце, кој колку му е даден од Бога, толку да живее и каква болести да му да. Добро, благодарам многу еве за вашите одговори. Продолжуваме понатаму, до сега можевте да слушнете различни ставови од гледачите кои што се вклучија, да видиме какви понатаму ќе слушнеме. Добро вечер веќе. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало, дали се слушаме? Да, повелете, во црвена линија сте. Видите, започна градување чипови на мозок на луѓе за медицински цели. Не се согласувам со тоа работа, јас тоа го оставам на еволуцијата, што се реко, на природата на Господа. Прво тоа, исто како и атомската енергија, исто и како динамитот ќе се злоупотребува за погрешни цели. Значи, сигурен сум дека сета таа работа ќе се употребува за манипулација на луѓето и за создавање на некои посебни елити, да не речам болни елити. Но, тука сакам малце, како да речам, малу формално ли, како да го изразам тоа, ние македонциве предничиме како експеримент за таа работа. Зато имаме сега неуспешна нација. Именно, после Втората светска војна, на македонците му се метнати србомански чипови и ги заборавија своите дедовци од историското ВМРО, кој беше пробугар. Ке подсетам, внимавајте само на тајмерот и продолжуваме секако со вас. Според вас, дали ќе се искористи имплантот за манипулирање со човекот? Ќе се појави ли и вградување на имплантите на црниот пазар, односно да се набавуваат за далеку по-високи цени и секако да се вградуваат, се разбира, надвор од контролата на медицината? Како и да оставаме да ги слушнеме одговорите токму од вас. Добар ден или веќе добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Се слушаме. Да, повелете. Имплантите се добро дојдени за оние луѓе што може да им се помогни во права смисла. Тоа е еден правец на тие импланти. Други импланти да се измислат за оние арамите, за оние злотрапници, злонамерници, да им се вградат на нив импланти, тие да се стопираат, да не знаат да крадат, да заминат на друга страна, да бидат мирни, спокојни и да не знаат што е крадење, што е плячкање. И такви импланти треба да се измислат, да нема омраза, да нема плячка, да нема растур на државата. Ова што се прави сега, овие водачиве наши, што се, сите се за импланти. Ама за кои импланти? За оние другите, во другиот смер што се. А овие, стварно што им треба, што сакат животот да го продолжат, што може да им се помогне, тоа е за оправдување. И Аллах да му е тој што го измислил тоа,
за поздравување е од човек еден ден плюс да живе му е до кога беше дошол крајот, минути му е што да прави, нема излаз друг. Тоа е тоа. Техниката води напред, но луѓето што се не луѓе, ништа све пред нив. Тие ќе разбера дека тоа. Подсетувам само внимавајте на тајмерот и големо благодарам еве за вклучувањето на гледачот. Еве интересна насока од она што го слушнавме пред малку. Дали мислите дека можеби токму милиардерите како Илон Маск треба да поработат и на создавање на импланти, вградување кои што еве ќе направат човекот да биде подобар човек, односно да не знае што е тоа лоша мисла, крадење, криминал и така натаму. Интересно. Добро вечер. Добар ден и добра вечер, Македонијо. Честит празник. Тале, ќе ве замолам малку погласно, дури малку повеќе погласно. Одрежи, јас викам на цел глас. Така, не ве слушаме доволно, нормално е да ве... Ајде на помош денешен Свети Атанасија Велики, честити слави, честити имиња. Ние сме во Христа крстени, или па име, вие кои во Христа се крстивте и во Христа се обрековте. И не може да видиме некои си киборзи, некои си зомби, со импланти, со чипови, па глупости 300. Тоа има сигурно злоупотреби. Светите отци кажале дека во последни времења ќе ни наметнуваат да ни стават чипови, да не дирижира како зомби во тие времења, антихристот да не командува, да не чипира, да видиме слуги негови против самите себе си и против Бога. Треба да пазиме што ни нудат и што користиме. Немој толку да бидите наивни дека таму некој си масон, таму некој си измислил нешто па да не биде за подобро. Тоа е сето само за да не направат зомби, нивни марионети, робови нивни, да не чипираат, да видиме самоуништувачи и... Ајме, дали сте за тоа да се создават уреди и чипови кои што ќе го направат човекот подобар во смисла да не знае за криминал, крадење? Не, тоа се фантазии. Има логика, има веронаука, има човеколюбие, се учи на богослужби, имаме литература, имаме луѓе свети отци кои живеат, од кои треба да учиме. А со чипови ставени да бидеме ние подобри, тешко нема шанси. Само може некој чипиран или богохулник да наседи на таква некоја си да биде заведена и наседи да го чипира па. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму, прашуваме дали вградувањето на имплантите според вас и може да се контролира и да остане во рамките на медицината без да се злоупотреби за други цели. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Намалете го само тонот на телевизорот за да нема ехо и да можеме подобро да ве слушаме. Дава. Дали го имаме се уште гледачот? Најверојатно не се исклучи, значи вака сега. Уште еднаш ќе повторам со оглед на тоа што она што не се менува е секако што велат повторувањето е мајка на знаењето. Не заборавајте, особено за оние кои што можеби еве за прв пат ќе земат учество во контактна емисија како црвена линија по вртењето на телефонскиот број 02 307 0005. Веднаш намалете го целосно само тонот на телевизорот и секако не зборувајте преку интерфон за да можеме веднаш нели да ве слушнеме без да имате чувство дека можеби некој друг зборува, да се создава ехо и секако да биде недобар квалитетот на звукот. Добро вечер. Вечер. Во програма сум? Да, во програма сте, повелете. Па вака, овие вградување чипови. Јас кога зборев за телефонот паметен, за кога со самиот додир ќе кажуваше многу работи, немаше да треба чипови. Но јас се мислам вака, за мажите измислија разни работи. Ама жените треба да се стават и долу заби, па да нема множество. Нека се искоренат вака со чипови. Уште што има да видите, јас борев за тие работи, ама тој што ги набива и добро му е. Сакаше чипови, ево ти чипови.
да си го стави чипот некаде вака за да очите капаци позади и да гледа уште повеќе. Дали сака? Се гледаме телевизија. Се гледа. Денес како не, утре ќе го видиш оно што се работи. Ако сакаме ќе го гледаме и вашето студио. Тоа да го прикажеме. Сакате и тоа да го видите? Технологија. Не зедовте ништо, не научивте. Само го замајувате народот. Колку пати реков, за работа, мобилно биро, не сакате. Чипови ќе ми зборуваш тука. Пријатно. Пријатно. Останува секако да му се заблагодариме на гледачот. Нормално некои знаат да бидат изиретирани токму за кога зборуваме за вакви теми, но сите гледачи се добре дојдени. Она што секако не е допустливо во црвена линија, ако се разбира, се зборува со погрдни зборови, употреба на зборови кои што алудираат на насилство и секако говор на омраза. Се останато, па дури и критика во однос на тоа зошто се зборува за вградување на чипови, секако ќе зборуваме со оглед на тоа што ова се револуционерни пронајдоци кои што ќе го менуваат текот и во медицината, но и во многу сфери од живењето во човештвото. Иако мислиме дека Македонија е далеку од напредокот на науката, сепак сме дел од оваа планета и ова се теми за кои што и како сакаме да слушнеме какво размислување имате. Особено доколку ваквите изуми се најдат на пат да бидат користени како манипулација, односно како средства за манипулирање со човештвото. И замислете, Иве, без да имаме вграден уред, знаеме дека доаѓа време за реклами, но она што секако сакаме да ве подсетиме, се уште имате време да кликнете на Инстаграм и да бидете дел од анкетата. И како што секогаш бива, како што е редот, по рекламите време и да ги соопштиме резултатите, како нашите инстаграмџи кои што не следат, се разбира како црвена линија на Инстаграм, одговорија на денешната анкета. На прашањето дали би дозволиле да ви се вгради имплант, со да одговорија 21%, а со не 79%. Продолжете да не следите, вие кои што не следите, заследете на Инстаграм, а секако вие кои што земавте активно учество во ова издание на Црвена линија, ќе ни биде особено драго да останете и понатаму со нас, односно на Телма, и да бидете дел од најновото издание на Заврти на Телма. Во најгледаниот квиз, едино што ќе имаме вградено како уред, со оглед на тоа што денес е среда, е нов фрижидер. А до фрижидерот се доаѓа со овие прашања, се разбира, запомнете ги, бидејќи секако ќе бидат дел од квизот. Одиме. Ке има вакво прашање: како се нарекува северноамериканската спогодба за слободна трговија? Потоа ќе има и прашање како се вика главниот град на шпанската провинција Кордоба. Потоа имаме и како ние би кажале за папата Джовани Паоло Секондо. Еве ви уште едно прашање: која е формулата за површина на правоаголник со страни А и Б? Како и да, јас ке застанам во втората канцеларија и секако денес имаме вградено уред, се разбира, за среда, фрижидер. Ајде да го освоите.